Добар ден, криптоентузијасти. Добар ден. Мислам дека конечно добивме тоа што повеќето го очекувавме, нормално оние кои што веруваа во самиот проект на Ripple. Со тоа што денеска прво ќе поразговараме малку и за генералниот пазар, а потоа ќе поразговараме претежно за Ripple, така да ќе направиме една групна слика на тоа што се случува со, нормално пред да почнеме би сакал да погледнете сликата позади мене. Ете така, мислам дека на сите им е јасно како се тоа заврши. Со тоа што тие што изгубија сега може да се плачат слободно, посебно сите тие големи биткоин максимисти што беа против Ripple, тоа е централизирано, тоа е не знам какво, како и да е. Битниот дел на крајот од сето ова е што мораме да гледаме на големата слика и да видиме како сето ова ќе ни помогне во нашето портфолио. И понатаму добивам прашање дали ја да купам, дали да не купам. Јас не можам да ви кажам дали да купите или да не купите, како што кажав, јас можам да ви кажам што ние правиме, а вие сами треба да одлучите понатаму дали да го направите истото. Значи, прва работа која што постојано кажуваме на нашиот канал е дека ние не можеме да ви кажеме дали треба да купите нешто или не. Останува на вас. Секој од вас треба да си направи собствена анализа, искористете ги нашите, искористете се што може да најдете онлайн, со цел да можете да видите дали треба да купите одреден проект или не. Ние не можеме да ви го кажеме тоа. Сега, пред да почнеме со радост и со сето тоа, би сакал само уште да напоменам дека една од главните причини кои што вчера не само Ripple, туку и остатокот од пазарот тргна нагоре е конечното пробивање на ова ниво на DXY индексот. Ако го гледавте нашиот дел со техничка анализа пред само еден ден, ќе знаете дека ова е директно поради падањето на инфлацијата на Core и на CPI за многу голем обем. Значи Core падна за 0,3% и CPI падна за цел 1%. Што значи дека моментално имаме солиден услов за понатамошно развивање на овој bull market. Она што ние го најавивме, ако сеќавате, е дека конечно ќе падне DXY под ова ниво и очекувавме дека ќе стигне и ќе се коригира на 100. Очигледно падна и под 100, што е многу добро за нас. А дел причина поради ова е тоа што поголем дел од, да речам, оние кои што ги чувале своите средства во долари, ги пренеле во ризични средства, затоа што очигледно со падањето на доларот го добиваме она што ние го најавивме. Нов локален врв на S&P 500 и нов локален врв на Nasdaq. Точно како што најавивме. Значи се случи буквално се исто. Разликата е во тоа што добивме нов all-time high директно на S&P 500 и на Nasdaq, но тоа директно не се случи со криптосферата, затоа што имавме ликвидација на биткоин, кој што моментално се труди се уште да пробие на 31.000, конечно успеавме да пробиеме претходен врв, да направиме нов локален врв и моментално очигледно имаме нормална корекција после вчерашниот раст од скоро 5%. Но тоа е само за биткоин и за нормалните традиционални пазари. Само сакав да напоменам дека сето оно што го зборувавме на пазарот испадна точно како што напоменавме. Значи и S&P 500 и Nasdaq добија нови локални врвови поради намалената инфлациона стапка, а нормално DXY доби масивна намаленост и конечно, значи, го ретестира ова ниво на 100, кое што е психолошка бариера, како што е, например, 30.000 за биткоин. Така да, затоа е обележена со зелена боја и верувам дека цената ќе се задржи некое време пред да продолжи надолу, затоа што ова е солидна психолошка бариера. Иако на неделно ниво имаме простор за паѓање се уште, гледаме дека и RSI, сток RSI се доста ниско, на вредност од 33 до 35, што значи дека сме скоро па препродадени под 30, што значи дека имаме простор се уште да стигнеме таму, но тоа не го менува фактот дека на дневно ниво очекуваме да имаме корекција, што и моментално се случува. Значи гледате веќе овдека се наоѓаме со сток RSI на 0, RSI се наоѓа на 24 до 27, што значи дека, очигледно ќе имаме корекција, значи навистина сме длабоко, затоа што имавме многу солиден пад овие неколку дена на DXY, што е многу добро за нас. Зошто? Постојано го кажувам истото, значи ако го ставиме пример на месечно ниво, за да видиме како тоа изгледа појасно, и го додадеме на пример биткоин, кој што практично овдека ни го презентира целиот криптосвет, можеме да видиме дека секој пат на DXY директно помага во растење на биткоин и обратно, нормално истото важи и за традиционалните пазари, каде што ќе оставиме S&P 500. Значи секој солиден пат на DXY
ни носи корекција нагоре на S&P 500, со тоа и на традиционалните пазари и на биткоин, а со тоа и на криптопазарите. Може да видите истото и во претходните години. Значи секој bear market на DXY е bull market на ризичните добра, без разлика дали се од традиционален или криптопазар. Така да, пред да продолжам, вчера ме сретна еден од оние кои што гледаат нашиот канал Горан на аеродромот во Малта. Значи, знам дека многу луѓето кои што прв почнуваат да гледаат нашиот канал се доста изгубени. Тој да го разбирам, секој кој што прв почнува да гледува чартови, најчесто така се чувствува. Но не заборавајте дека на нашиот канал, уште еднаш ќе напомена пред да продолжиме со најбитните работи денеска, тоа е Ripple, на нашиот канал може да најдете целосна бесплатна обука за трейдинг, првенствено за чартинг, со цел да може да го разберете оно што моментално јас го говорам. Така да, ако отидете на нашиот канал CryptoGameEGA на YouTube, значи ако скролнете надоле, во најдолниот дел се наоѓа, како што може да видите, така и се подредени. Имате почетнички курс за техничка анализа, каде што ќе ви бидат објаснети сите основни индикатори. Потоа имате овдека, само да видим каде, ево, напреден курс на техничка анализа, каде што почетниот курс се надоврзува и продолжува преку овој напреден курс, каде што имате точно број на секое видео, како следуваат еден по еден, со цел да научите се што мислиме дека е потребно да знаете, како од економски аспект, така од технички аспект, со цел да имате основа и во техничка анализа и во фундаментална анализа на криптопазарот. Дополнително имате целосна плейлиста на сите крипто категории кои што ги имавме во претходниот bull market, обработени со цел да видите какви се различни категории на токени постојат и оваа наука, практично оваа технологија каде се применува, а нормално со тоа направивме и нов проект на кој што моментално работиме, а тоа е анализа на коини и токени, каде што еден по еден ги обработуваме најголемите моментално токени, веќе имаме обработено околу 30 и продолжуваме и понатаму до 100 најголеми по market cap, а понатаму ќе продолжиме и со оние кои што мислиме дека навистина имаат потенцијал за следниот bull market. И нормално имаме уште две плейлисти, меѓу кои првата е економски и геополитички теми, каде што практично овдека може да најдете тематика од аспект на како геополитиката е поврзана со економијата и со криптопазарот и како истата делува на оно што моментално го гледаме на пазарот и што би очекувале од овие геополитички случувања и нормално подкасти и работа на тимот, каде што сега за жал, значи кандидати за подкасти нема, со оглед на фактот дека е доста мртов пазарот, но може да најдете видеа за нашето портфолио, може да најдете претходни подкасти, може да најдете одговори на прашања кои што ги правиме од време на време кога имаме време да го направиме тоа. И нормално тоа се првата листа каде што имаме секојдневни случувања, односно вести и дневни анализи. Значи, само сакав да објаснам затоа што многу луѓето кои што гледаат нашиот канал очигледно не знаат каде да ги најдат овие информации и вчера ми беа поставени прашања како да научам сето тоа што ти го објасниш во последното видео. Значи, ние претходно го имаме сето тоа објаснето, вратете се назад, погледнете и плейлистите, нека не ве мрзи, со цел да можете да имате представа за што ние понатаму говориме. Сега, биткоин не напредуваше многу, но тоа е очекувано со оглед на фактот дека само биткоин постојано напредува, значи постепено капиталот кој што веќе беше инвестиран во биткоин, кој што направи досега очигледно 100% од почетокот на оваа година, се прелева во алткоините, што добивме и мал памп. Значи, пазете, уште еднаш немој да мислите дека ова е bull market, значи дека овие 20% вчера на ADA или не знам 20% на SOL е bull market. Значи, bull marketот не ни почнал, се разбираме, ние се наоѓаме на самото дно. Овие корекции кои што ги добивме на повеќето алткоини не се ни вратија практично до претходното дно кое што го постигнавме во декември. Така да, сакам уште еднаш да напоменам дека сите оние кои што бираме из bull market знаат дека ова во bull market се случува со денови, со месеци се случува. Значи имате блага корекција и продолжувате со не знам, 3 пати X, па имате пак блага корекција, продолжувате со 2 пати X. Така да, значи, не сме ни стигнале до bull маркетот каде што конечно овие алткоини ќе донесат масивен профит за оние кои што ги купиле. Повторно, тоа е наше гледиште, секој од вас треба да направи сопствена анализа. Значи, затоа и не се возбудувам толку многу за вчерашниот алткоин, да речем, бран, колку што се радувам за Ripple. Зошто? Има многу причини, не е само победата. Значи, јас ви кажав, значи, ако се сеќавате сите оние кои што следат нашиот канал, ние напоменавме, без разлика дали Ripple ќе победи или не во борбата против SEC, односно Комисијата за хартија од вредност во Америка, ние нема да продадеме ниту еден токен од овој проект, затоа што има многу поголема корисност од Мурика.
Се разбираме? Значи, тоа е оно што постојано кажувам. Мурика не е единствената земја на светот, мада е една од најголемите економии, очигледно многу важи, значи дали ќе бидете таму признати или не, но не е единствената земја и затоа уште еднаш ќе напоменам. Она што јас го гледам како вредност во Ripple, сега ќе ви го презентирам повторно и ќе видите што понатаму после оваа победа. Значи, оваа победа не е крајот, оваа победа е почетокот. Значи, ако се сеќавате или оние кои што следат нашиот канал знаат, Ripple има многу засебни проекти кои што работи моментално. Ова е само почеток. Сега. Официјално знаете и сами дека поради ваквата тужба која што беше поднесена против Ripple, истиот, односно XRP самиот токен и Ripple компанијата која што е тужена, не можеше да биде тргуван на ниту една менувачница во Америка. Ќе поразговараме за релистингот малку подоцна. Прво сакам да објаснам околу самиот памп. Значи, пампот кој што го добивме беше најмалку што очекуваме, затоа што ова беше само првиот ден. Значи, ова беше буквално FOMO памп, каде што добивме 100% во еден, не е во еден ден, туку ова вчера се случи негде околу 2 попладнето, кога конечно ја добивме веста, до вечерта ние добивме 100% памп, со тоа што сега сме на блага корекција. Ќе поразговараме малку и околу тој дел, кога ќе стигнеме до самиот чарт. Сакам само прво да објаснам некои работи околу самата победа, а потоа ќе разговараме за чартот и што понатаму. Значи, прво мораме да напоменеме што е уствари победено. Значи, јас и вие што гледате мојот канал, не сме мултимилионери, не сме милиардери, така да мораме да го гледаме со очи на обични, така речено, смртници, кои што јас длабоко ги ценам, и што тоа придонесува за нас. Значи, нас не ни е гајле за институционалните играчи, нас не ни е гајле за Бред Гарлингхаус и неговиот пајтаж. Значи, они може и у затвор да изгинат. Нас тоа не ни е битно. Битно е проектот како таков и самиот XRP токен да биде легален и да биде дозволен за нас. И токму тоа се случи. Значи, еве, ќе ви преведам од Стюарт Алроти, значи, точно што уствари се случи, што е најбитно за нас. A huge win today as a matter of law, XRP is not a security. Значи, голема победа денес е сега, as a matter of law, значи дека станува закон тоа што XRP не представува хартија од вредност. Ма колку сакаат нека препаѓаат. Еве, јас имам и посебен, нели, артикл каде што заедно ако Украина губи, Русија тепа и у позадина слушате крици од НАТО ботови, па истата ситуација се случува и овдека. Ripple тепа и во позадина слушате крици од биткоин максималисти кои што не знаат како да си го објаснат ова. Ќе објасниме зошто е тоа исто така многу битно, но сега да се навратиме на овој коментар. Also a matter of law, sales on exchanges are not securities. Точка. Значи, ова е главното толкување поред кое што можеме да видиме дека еден куп менувачници го вратија XRP на својата менувачница како токен за тргување. Значи, моментално ова станува закон со кој што продажбата на XRP на менувачници не представува хартија од вредност. Sales by executives are not securities. Продажбата од executives одека се однесуваат, нели, Бред Гарлингхаус и како и да се викаше другиот, исто така не представува хартија од вредност. Other XRP distributions to developers, to charities, to employees are not securities. Друг тип на давање на XRP, како што е, например, на девелопери на самата мрежа, на организации за добротворни цели и вработени, исто така не представуваат хартии од вредност. Главниот дел кој што нас не занима, а сепак ќе го објасниме, е овде. Значи, со ваквата одлука се кажува дека XRP не представува хартија од вредност и може да биде тргуван на дигитални менувачници за дигитални добра. Но СЕК успева да докаже дека сите продажби на институционални инвеститори представуваат хартија од вредност. Јас и вие сме далеку од институционални инвеститори. Тоа кој купил и кој продал на инвеститори, нека му мисли. Се разбираме? Значи, XRP за нас, како обични смртници, како физички и правни лица, не представува хартија од вредност. Што понатаму ќе прават они, за да си објаснат на кого продавале, како продавале, што продавале, нас не ни интересира. И не е битно. Ова е најбитниот дел, дека Ripple моментално представува токен кој што е легален во Америка. Зошто е тоа битно? Затоа што на територијата на Америка не постои легислатива. Легислативата се уште се чека,
со цел да се утврди што представува хартија од вредност, а што не представува. Сите оние кои што гледаат нашиот канал знаат точно за што зборувам и каде е главната златна линија, она што се извинувам, сребрена линија која што се гледа нели на хоризонтот. Само биткоин и Ripple моментално представуваат легални дигитални добра кои што може да бидат тргувани на територија на Америка. Точка. Дали ви се свиѓа или не е битно. Гледајте го ова како како инвеститори, се разбираме, гледајте ова како тргувачи. Нас ни е битно дека моментално само биткоин и Ripple се легални на цела територија на Америка. Ама нема дали вас ви се свиѓа или не е битно. Значи уште еднаш ќе напоменам на сите оние што кенкаат, гледам дека и на групата има уште луѓе што кенкаат. Луѓе, значи не се воа фудбалски клубови, не е битно дали дале гол од пенал, дали гол од офсайд, не е битно, луѓе, не е ова меч, значи луѓе не се фудбалери, се разбираме. Ова е прашање на тоа дали сте во профит во вашето портфолио или не. Ние може да се расправаме на коментари дутре са бајле дали бил или не бил, еве ви толкување. Значи не може Coinbase, Kraken и останативе да направат релиз на XRP, ако истиот представува хартија од вредност. Така да дај да запреме со ова, значи фокусирајте се на профит. Не се фокусирајте на докажување ваши лични теории. Значи гледајте што се случува на пазарот. Тоа е најбитно за да може да направите соодветен профит. Нема тука мое лично мислење, абе ја не ми се свиѓа. Ако не ти се свиѓа, не можеш да го купиш. Тоа постојано го кажувам. И на сите оние кои што гледаат моментално ова видео и не ви се топање Ripple, луѓе не мора да имате Ripple. Ја постојано го кажувам, секој од вас одлучува за себе кој токен му се допаѓа според технологијата, според потенцијалот, според тоа нели како е направена токеномија и слично, така да уште еднаш ќе напоменам. Сите што не сакате Ripple, не купувајте Ripple, не го гледате видеото, слободно отворете, има други канали, гледајте нешто друго. Оние кои што сакаат да слушаат, нека останат нормално, нека го слушаат останатиот дел од видеото, затоа што е премногу битен, затоа што уште еднаш ќе напоменам, ова е само почеток. А овој почеток значи многу. Ripple се исели од Америка. Значи да ви биде јасно, Ripple има само 5% од сопствениот бизнис на територија на Америка. Сега моментално му се дозволува да се врати на огромна врата, не на голема врата, на огромна врата. Значи замислете уште пред да одлучи Конгресот во Америка кој ќе биде хартија од вредност, а кој не, Ripple доби зелено светло значи следно до биткоин да биде легално добро за тргување. Ова му отвара врата да нема само биткоин ETF спот, туку да има и Ripple ETF спот, се разбираме. Дали тоа ќе се случи или не останува да видиме. Ако се кевате јас во вчерашното видео, точно ви кажав. Се зависи од тоа дали ќе добиеме релистинг на менувачници. И вуала! Coinbase, Gemini и Kraken. Вчера Coinbase, значи веднаш кажа дека ќе направи релистинг. Јас го следев, значи твитерот на Coinbase, во најбрз можен рок беа отворени паролите. Зошто? Значи да ви биде јасно зошто ова се случува, технички, не само нели ради FOMO. Значи, кој ќе отвори пар моментално во Ripple, за да може да тргува на територија на Америка, е тој што ќе направи најголем профит од сите физ кои што се плаќаат за трансфер, за продажба, за купување итн. Така да, затоа и моментално има толку голема тепачка за да се отворат парови на XRP со останати валути, како USDT, USDC, не знам останато, со цел да се земат овие физ. Значи, они затоа се борат, се разбираме. Не се борат заради иднината на Ripple. Они се борат затоа што има профит од сето ова. Сите овие менувачници, во моментот кога беше отворена тужба против Ripple, веднаш го шутна. Ама веднаш. Значи, воопште не им падна на памет. Они 3 години додека траеше оваа тужба, знаете кога почнаа да го бранат Ripple? Кога беше тужен Coinbase. Дури тогаш им текна, чекај, Ripple може беа управо. И стварно, значи, јас пак ќе напоменам, многу од групата кењаат, извинете, но тоа е реалноста, зборувам за криптовалути Македонија, Дени Лазевски за тој дел управо. Сите ботови што беа као XRP stablecoin не, извинете, но тоа е вистината, да бидеме реални, се исти како и овие менувачници кои што отворено кажуваат дека не интересира нас, се кажа тоа не е хартија, тоа е хартија од вредност и тоа е тоа, делист. Сега наједнаш кога Ripple победи, нормално сите се Ripple верници, сите се нели Ripple ќе оди до месечината. Уште еднаш ќе напоменам, ова е бизнис. Сега се враќаме на трибализацијата на почетокот што ви ја кажав. Значи, ова е тој момент што ви ја кажувам јас. Ни Coinbase, ни Gemini, ни Kraken не ги интересира дали имале доверба во Ripple или не. Ги интересира бизнис.
гледајте го целиот овој сектор како бизнис. Нема тука сега кој бил ваков таков. Секој гледа да си го направи левот. Гледајте вие да го направите истото. Јас уште на почетокот ви кажав, Ripple е лош токен. Ripple представува иднината на банкарите која што не е добра, тоа е реалноста. Но Ripple има потенцијал за финансиски профит за вас. И уште еднаш ќе напоменам. Значи Ripple, кога го чувате во вашето портфолио, го чувате поради профит. Крај на приказната. Сакале ние или не, CBDC ќе се случи. Сакале ние или не, овие банкари кои што моментално ги гледаме, утре ќе се претворат во централни банкари кои што ќе бидат на чело на CBDC. Тоа е реалноста. Само што или ќе бидете дел од тие што ќе направат профит од целата оваа промена, или ќе седите настрана, ќе кукате и ќе ви се случи истото. Се разбираме? Така да уште ќе напоменам. Предрасудите оставете си ги пред да почнете да гледате материјал и гледајте од фокус на правење профит. Сега, Coinbase, Gemini и Kraken во истиот ден. Исто така, сега зборуваме за најголемите. Ова е на територија на Америка. Ripple во целиот свет е легален. Значи да не забораваме, само во Мурика е хартија од вредност. Bitstamp, Crypto.com, иста ситуација. Да видиме кој понатаму. Binance US и покрај тоа што е по тужба и покрај тоа што моментално е во огромен, нели, да речам, во огромен неред моментално поради тоа што се тужи со самата SEC и слично, и они понатаму го поддржуваат XRP и направиле enlisting, дури и во Канада, која што исто така следеше овој пример, овие неписмени од северот на Мурика. Значи исто е една од најголемите. Значи вчера го објавивме овој на нашата страна, само се заборев BitBuy, ако не се лажам се каже, да, BitBuy, значи исто така прави релистинг на XRP. Ова е само почеток, зашто го велам тоа? Прво, да не забораваме дека сите овие менувачици мора да имаат големо количество на XRP за да можат да организираат пул. Значи, ова не се менувачници без кастади, па вие да речем кога продавате, други откупува и нели менувачицата добива фи, вие уопште не ставате токени на менувачицата. Ова се менувачници, сите кои што ги напоменав овде, дека се менувачници со кастади, што значи дека вие ги депонирате вашите токени, ги менувате и потоа ги вадите од менувачицата кога ви се потребни назад. Што значи дека сите овие менувачици мора да имаат големо количество на Ripple самите по себе си, за да овозможат ликвидност на базените кои што ќе ги направат со оние парови како XRP USDT, XRP USDC, XRP ETH, XRP Bitcoin. Се разбираме? Што значи дека мора да купат XRP. Тоа сакам да го кажам. Потоа, тоа е само, како уште еднаш ќе напоменам, значи ова е само почеток на враќање на Ripple во Америка. Ripple постојано значи низ целиот свет се тргува нормално. Само во Америка го нема, значи ова не е ништо ново. Втора битна работа која што мора да напоменеме е дека зошто постојано се кажува дека ова ќе биде голема позитивна работа и ние го кажавме истото за целиот криптосвет во Америка. Затоа што во Америка правото се базира на право кое што е со извор во пресудите кои што се веќе донесени во овој систем. Што значи дека самата пресуда ќе биде искористена од страна на сите овие проекти и менувачици кои што моментално се тужени од SEC за да се бранат самите себе си против SEC. Значи сега моментално им дава легислатива, значи ова не е веќе пресуда, ова е веќе право, кај нив, значи правото се базира исклучиво на пресуди. Значи ова е веќе легислатива која што им дава сила на сите овие проекти како ADA, како Matic, како Sol и останатите кои што беа тужени да го користат ова, ако можат нормално да го искористат, со цел да се одбранат од нападите на Комисијата на хартија од вредност и Гери Гангстер, кој што наскоро ќе биде отпуштен, јас ви гарантирам. Вакво загубено нешто во Америка не се толерира ни по точка разно, значи ова е жива брука за моричкиот правен систем. И оваа победа моментално не е само Гери Гангстер, туку и таа кокошката стара Ворен, исто и таа моментално седи дома, верувам и плаче поради ова. Како и да е, битниот дел е дека моментално ова им дава сила на криптопроектите да го користат во одбрана против Комисијата за хартија од вредност, која што се понаша баш како гангстерот кој што води. Сега, гледам многу луѓе, леле, XRP вика конечно доби 4-то место. Прво да ви објаснам една работа. XRP никогаш не излегол од топ 10, без разлика на тужба, без разлика на делистинг, без разлика на се. XRP никогаш не излегол од топ 10 или ако тоа се случило еден ден. Значи XRP секогаш бил во топ 10 проекти, тоа да ви биде јасно. Второ,
За оние кои што заборавиле, 2015 година, XRP е втор, не е Ethereum, не е никој друг, XRP е втор и тоа се случува цела една година. Значи, уште од почетокот 2014 кога овој проект е изнесен на пазарот, е второ место, па потоа е претекнат од Ethereum, кој што е нормално сега моментално шампион. И да не заборавиме дека, уште еднаш ќе напоменам, тоа е реалноста, Хинман, мејловите тоа го покажаа, значи му се дава на Ethereum предност, а со тоа се назадува Ripple, кој што моментално 3 години наназад трае. Но за оние кои што не знаат или кои што се нови или кои што заборавиле, XRP е тој кој што бил втор прв, а потоа Ethereum го превзема неговото место, каде што можеме да видиме дека XRP е 4 пати поголем по market cap од Ethereum во овој период. Но ова е само за оние кои што моментално се чудат како Ripple успеа BNB да го победи. Значи ова не е ништо, јас уште еднаш ќе напоменам. Гледајте што следува за Ripple сега. Прво ќе направиме краток осврт на самата техничка анализа, а потоа ќе разговараме за сето ова што следува моментално, затоа што уште еднаш ќе напоменам, ова е само почеток. Че моментално се наоѓаме, ако погледнеме на макро ниво, на уште една бариера, која што е првенствено месечно ниво од овој втор Dead Cat Bounce од најуспешниот bull market на Ripple во 2018 година, каде што овој втор Dead Cat Bounce не го дава ова ниво точно на 80 центи, која што моментално представува бариера на која што вчера се врати и се задржа Ripple. Ripple вчера успеа да достигне до $1 од почеток на 46 центи. Значи 46 центи до $1, тоа се 100% во само еден ден. Ова е само поради FOMO ефектот. Уште не сме дошли до моментот каде што конечно Ripple ќе ги покаже своите вистински вредности. Сега, прво рековме ќе зборуваме за техничка анализа, понатаму за се останато. Ripple официјално е во bull market, значи моментално се наоѓаме над C, над bull market support на 200 неделна средна вредност над C. Сега, да се вратиме на фактот каде што јас ви кажав дека моментално Ripple се наоѓа точно копија на Bitcoin во 2019 година, со тоа што сега ќе ви покажам за кој дел мислам, каде што ова ви го покажеме претходно на нашиот канал, но сега ќе ви го кажеме повторно. Овој дел. Значи 2018-17 година завршува bull маркетот, имаме bear маркет во кој што имаме два баунса, така? Значи имаме неуспешен bull маркет во 2019 година, после самото завршување, тоест смирување на COVID пандемијата, добиваме breakout од овој тренд и добиваме следен bull маркет. Погледнете овде сега. Значи, дали ова не е копија од она што моментално гледаме, еве ќе го ставам на месечно ниво за да биде малку појасно. Значи, погледнете. Значи, што моментално гледаме овде? Bull маркет, неуспешен bull маркет, кој што беше резултат на 2021 година, тужбата која што моментално конечно завршивме, повторен пат и повторен ритест на ова тренд линија, која што е оваа тренд линија. Значи, повторен ритест, така? Ова е тој дел. Значи, ние моментално во Ripple се наоѓаме овде. Иако овдека, да речем, во Ripple корекцијата е малку подлабока, за разлика од Bitcoin, тоа не го менува фактот дека ова е буквално исто што моментално гледаме овде. Така, со тоа што, за да би измериле која е потенцијалната мета од овој триаголник и реализирање на ова практично формација, мораме да завземеме позиција од дното на овој триаголник до врвот на овој триаголник, со оглед на фактот дека ова би требало да биде овде, но нели, до тука е моментално триаголникот, че немаме долна завршување на истиот овде, така да ова би било како да земеме метата на ваков триаголник. Потенцијалниот breakout од овој триаголник би не донел до Фибоначи од целиот овој потек од 2018 година до 2020 година, кој што е неуспешниот bull маркет, и не води точно до последната мета на Фибоначи секвенцата поставена на истиот тој предел. Со тоа што ова ни е негде околу $13,5. Не значи дека тоа ќе се случи, останува да видиме, затоа што овде ќе имаме многу фактори, значи ние уште не сме ни влегле во bull маркет, мораме да видиме како ќе се одрази целиот bull маркет во однос на легислатива, во однос на нови играчи, институционално влегување во криптосекторот, што моментално го гледаме, но повторно да не заборавиме, ова е само почеток. Останува да видиме што ќе се случи, не сакам да шпекулирам, затоа што за да се придвижи од 80 центи до, да речеме, $10 нека биде, ајде, да бидеме конзервативни во оваа ситуација, значи ние треба да се дуплира, значи 10 пати да се зголеми маркет капот на
Ripple од овој момент. 10 пати зголемен маркет капот на Ripple од овој момент би бил 400 билиона, така? А 400 билиона беше маркет капот на Ethereum во најголемиот, да речем, најголемата вредност во претходниот bull маркет. Што значи дека е возможно, не велам дека ќе се случи, само ви кажувам дека моментално без пречките на Ripple имаме буквално одврзане раце, ако нели имаме масовна адоптација и луѓето се интересирани за проектот, да дојдеме до последната вредност на оваа Фибоначи секвенца, која што е негде околу од 12 до 13-14, да речем, долари. Така, значи, возможно е и од технички аспект, возможно е и од маркет кап аспект, затоа што 10 пати од овој момент на самиот почеток на bull market support бендот е ништо, затоа што тоа би било еднакво како на претходниот bull market на Ethereum. А да не заборавиме дека имате буквално енергија која што е концентрирана на овој коин веќе 3 години. Не го заборавајте тој дел. 3 години институции чекаат да видат што ќе се случи со Ripple, да се заврши, за да може да влезат. И уште еднаш ќе напоменам, Ripple и Bitcoin се единствените легални валути во Америка. Никогаш не го заборавајте тоа. Додека не добиеме регулатива, се друго виси, значи лебди во воздух. Се додека не добиеме соодветна регулатива, можеме само да предпоставуваме кој ќе биде легален, кој не. Како и да е, да се вратиме сега моментално на ситуацијата, значи не е само $1, туку имаме граница која што е моментално и од овој потек првото ниво на Фибоначи секвенцата, тоа е 23,6%, иако е доста слабо, е ниво на Фибоначи секвенцата. Имаме Bollinger Band, кој што исто така ја држи цената во ова ниво. Битно за мене моментално до крајот на месецот е да не паднеме под 80 центи. Дали ќе дојдеме до $3, тоа останува да видиме, со оглед на фактот дека сега веќе не можеме ни да претпоставуваме што ќе се случи. Зошто? Значи ова се работи кои што мора да се случат за да видиме што понатаму. Истата ситуација беше и со Ethereum. Значи можеме да спекулираме, можеме да планираме, но мораме да видиме како самиот пазар ќе реагира, затоа што пазарот самиот по себе одлучува со мнозинството нормално. Сега зошто го велам ова? Значи ваквото масивно релист правење на овој токен на сите овој именувачници може да доведе до огромен волумен во следните денови и стварно цената да отиде до некој, да речем, ниво ако што не сме ги очекували. Или пак може да добиеме стагнација, затоа што да не заборавиме, токенов за еден ден добил 100% памп. Иако моментално се вративме на негде околу 75%, каде што беше 80 центи цената на Ripple, тоа не уменува фактот дека 75% во еден ден е огромен напредок. Дополнително, ако се вратиме на неделно ниво, значи мораме да видиме дека и ова беше така речено Wyckoff акумулација, но не она која што гледаме на Bitcoin, каде што имаме LPS, Last Points of Support, под ова беше значи првата точка на предавање на капитулација, значи затоа имаме C. Туку имаме втора шема на Wyckoff, каде што имаме буквално акумулација, каде што Last Point of Support не прави ритест на долниот трейдинг рейндж на Wyckoff акумулацијата, буквално. Значи пресликан. Но не правиме ваков тип на анализи затоа што презема премногу време, а моментално не сме во bull market за да се фокусираме толку на алткоините. Сепак не заборавајте дека за само еден ден нормално со ваков тип на напредок можеме да видиме дека XRP се наоѓа во екстремно oversold. RSI е на 90, сток RSI е на 87, значи се е екстремно високо затоа што ова беше огромен скок. Дали понатаму ќе продолжи останува да видиме затоа што уште ќе напоменам дека кога се наоѓаме во bull market, некогаш ваквите oversold вредности се гледате овдека. Значи некогаш ваквите oversold вредности практично се паузираат. Значи ако дојдеме до некој дел од bull маркетот каде што на пример XRP направил голем напредок, како што тоа е во 2021 година, овој врв, значи погледнете овдека моментално. Значи имаме 4 врвови и RSI бил долго време над 70, така? Значи гледате овдека цел месец скоро бил над 70 и се уште не паднала цената, туку правила нов и нов врв. Затоа и уште нешто напоменам, ова веќе зависи од фундаменталните вести, кои што ќе мораме да ги проследиме, затоа и кажав дека ова е само почеток и ќе поразговараме малку повеќе сега. Сега, нормално сега сме веќе надвор од се. Значи моментално цената на XRP се наоѓа комплетно надвор од Bollinger Bandот, кој што постепено мора да се врати назад, но нормално и самиот Bollinger Band следи, гледате. И Bollinger Bandот нормално се проширува многу со цел практично да се прилагоди на новиот чарт, оно што моментално го гледаме. Дури и на неделно ниво се наоѓаме надвор од Bollinger Bandот комплетно.
Така да следната недела конечно Bollinger Band ќе се прошири за да практично се прилагоди на новонастанатата шема, новонастанатиот да речем тренд кој што го имаме на XRP и можеме да видиме на неделно ниво исто така дека имаме целосен пресврт во индикаторите, иако RSI на 77, сток RSI се движи нагоре, MACD само што доби breakout со зелена точка, VWAP и гледате колку голем прилив на пари добивме наеднаш. Значи, иако во целиот овој период, уште од 2022 во март, не сме имале позитивен прилив на пари, се наоѓаме скоро до нулата. Што значи дека се повеќе и повеќе пари влекуваат во Ripple. А за тоа дека добиваме пари во овој сегмент, во XRP, можеме да видиме на Whale Alert, да видиме колку моментално се внесени пари во последната вечер во XRP. Значи, ако погледнете овдека, може да видите големи суми, значи 70 милиони. Сега, дали ова е внесено ли или само пренесено од еден во друг волет, не можеме да знаеме, затоа што најчесто вакви големи суми на XRP и суми на пари, најчесто се тргуваат over the counter, OTC, што значи дека нема да бидат директно запишани како продажби и како купување. Оние кои што можеме да ги забележиме се кога ќе добиеме на пример 40 милиона XRP од Upbit to Unknown Wallet. Тоа е купување. Значи, за да знаете како да следите оваа група Whale Alert, имаме направено посебно видео во техничка анализа, значи во оние едукациони видеа, каде што објаснуваме за корисни интерес страни, каде што објаснуваме и за Whale Alert. Но оно што сакам да ви покажам дека гледате колку големи суми на биткоин се случува во текот на вчерашниот ден. Значи гледате, 12 милиони вреден во долари XRP. 20 милиони вреден во долари XRP. Тоа Binance to Unknown Wallet, купено. Овдека е од Unknown Wallet to Bitstamp, ова го продаде. Но како и да е, имате многу кои што се купени. 80 милиони од Upbit во непознат, значи тоа се купени. И сега ако продолжиме нагоре, значи гледате во текот на целиот овој ден, посебно ова е во 9 часот вчера. Значи погледнете. 11 милиони 800 илјади од Binance to Unknown Wallet купени. Добро, XLM не знам зошто но доби памп, ја не може да разберам од ден денеска. 10,7 милиони од Binance to Unknown Wallet купени. 11 милиони од Binance to Unknown Wallet купени. Значи гледате овде, 89 милиони од Unknown Wallet to Unknown Wallet. Тоа значи дека е некој over the counter. 46 милиони Binance to Unknown Wallet купени. Значи ова се купени, чим ги пренесувате на Unknown Wallet, тоа се приватни новчаници, каде што ги чувате. 10,6 милиона Coin One to Unknown Wallet купени. Значи истата ситуација. Ево, 9-10 милиона Bitso to Unknown Wallet иста ситуација. Значи гледате. И ова продолжува, затоа што овдека веќе ја донесоа вакво пресудата и сега веќе нели. Имате од овој момент па надоле, практично големи, што ви ги покажав трансакции, ова се само големите трансакции кои што ги покажав, а замислите колку мали има. Значи ова се само оние најголемите кои што ги следи самиот Whale Alert. Ова е многу позитивна група на Telegram, би ви препорачал да ја имате затоа што ова е базирано на значи на самиот блокчейн, они ги следат трансакциите и ова е вистински добар податок кој што може да ви помогне. Сега, разговаравме за самиот технички чарт, разговаравме дека нели 80 центи и 1 долар не се следните нивоа кои што мораме да ги победиме и моментот кога ќе направиме breakout од оваа тренд линија, очекувам официјален bull market за XRP и нови all-time high-мови, но за тоа верувам дека ќе потрае некое време, не знам дали ќе се случи веднаш, но јас верувам дека е потребно време за сето ова да се стабилизира така речено и да дојдеме до момент кога конечно ќе можеме да се нели да се радуваме на следните all-time highs. Сега, да продолжиме понатаму. Она што го кажавме за XRP е, како што рековме уште еднаш, ова е само почеток. Значи, IPO, Initial Public Offering, само една компанија во целиот крипто сектор моментално е IPO, а тоа е Coinbase. И она е самата посебна менувачица, што значи дека не е директно ниту коин, ниту токен, ниту пак некој посебен проект, туку е менувачица која што е јавно тргувана. IPO, односно Initial Public Offering, значи дека ваквиот тип на компанија е јавно тргувана, како што е, да речем, Apple, Microsoft, Tesla и така натаму. Што значи дека Ripple моментално веќе најавува дека после август 2023 година ќе направи IPO и тоа гледаме дека ќе биде во Лондон и Дубај, значи очигледно веќе не ги интересира Америка, сега Америка нека му мисли. Значи Лондон и Дубај ќе направи IPO каде што ќе почне да се продава Ripple како јавно тргувана компанија, односно не само XRP,
ќе може да си купите и акции во самата Ripple компанија. Ова е уште една многу позитивна работа, затоа што ова дополнително ќе забрза растење на Ripple како компанија и магнат и дополнително прифаќање на XRP како токен, коин. Следна битна работа. Ripple има своја CBDC платформа. Дека покажавме, ќе напоменем уште еднаш, има повеќе од 20 земји во светот кои што чекаат моментално од Ripple да им биде направен CBDC проект. Зошто? Затоа што сите се движат кон тоа. Нема веќе дали сакаме или не, оние кои што мислат дека сме далеку од CBDC, се лажат. Значи ве уверувам за 1 до 2 години ќе биде прашање на неколку земји кои што немаат CBDC и кои што немаат дигитални валути. Сега, некои земји, како што се мали земји кои што немаат доволно средства за да одржуваат свој CBDC проект, за да направат своја канцеларија, за да имаат свој тим кој што ќе го одржува овој CBDC, како што е нашата земја, Црна Гора, например, официјално аплицираше и во преговори со Ripple за изработка на CBDC, ќе станат сайдчейн на Ripple. Веќе е започнато ова, каде што самиот XRPL, односно леџерот на XRP, ќе биде искористен како сайдчейн со цел да целата економија на одредена земја е практично поврзана на самиот XRP блокчейн и целата економија на одредена земја се базира на трансакции на самиот XRP блокчейн. Со тоа што е оно што го напоменавме, значи Монтенегро веќе започнала со тестинг на CBDC со Ripple, 11 април, Колумбија само што започнала, ова е пред само некое време, сега се само најновите што ви кажувам. И да не забораваме дека Англија, представници на Ripple се во официјалниот тим за градење на CBDC на територијата на целото Обединетство кралство. Значи, ако Обединетото кралство Англија не знае кого треба да ангажира за ваков тип на проект, не знам кој знае, така, значи да бидеме реални. Не се даваат вакви места туку така на некого. Што значи дека оваа платформа која што Ripple е спрема моментално за CBDC ќе биде голема. Дали ќе биде директно, Палао ќе биде првата земја. Republic of Palau е уствари првата која што ќе го искористи Ripple CBDC како сайдчейн за својата економија. Значи ќе биде буквално само сайдчейн на Ripple, а ќе биде целата економија на одредена држава базирана CBDC-то на оваа блокчейн платформа. Сега, значи затоа кажувам, кога кажа прв пат дека нивните стремежи се многу поголеми од SWIFT, а уште еднаш ќе напоменам, SWIFT е интернационална банкарска институционална платформа која што врши меседжинг, односно пораки за трансакции помеѓу повеќе од 11.000 институции финансиски во светот. Кога доаѓа некоја компанија како Ripple и ви кажува дека има поголеми амбиции од овој капацитет на организација, која што има повеќе од 150 трилиони обрт на средства во текот на една година поради ваквите трансакции, замислете кои се нивните амбиции, така? Сега, значи затоа и реков, овие CBDC Development платформа е уствари амбициите. Сега да погледнеме што друго следува. Значи кажавме за IPO, кажавме за платформа за нормално CBDCs. Следна работа која што ја најавија уште пред да добијат пресуда е дека се движат кон токенизирање на ствари на XRP мрежата. Значи ова е практично самото добивање, чекајте. Самото добивање на тужбата веднаш се објавува вест во која што вели Ripple гледа можност во токенизирање на ствари и ваквиот пазар да достигне 16 трилиони до 2030 година, што е многу очекувано. Токенизирање на ствари представува токенизирање на се околу вас, без разлика дали е хартија од вредност, сте купиле, не знам, хартија од вредност од алкалоид, истите наместо да ги чувате во хартиена форма, ги чувате токенизирани на одреден леџер. Истото може да се направи и за вашиот автомобил, вашиот дом, значи се може да биде токенизиран, односно, да речеме, целиот геодезиски завод во Македонија да биде организиран на еден блокчейн. Она што Индија моментално го направи со Matic, каде што сите недвижнини ќе бидат запишени на Matic мрежата. Тоа Ripple сака да го постигне за целиот свет, односно се фокусира на real estate, а знаете и сами дека пазарот за недвижнини е еден од најголемите пазари на обрт на средства во целиот свет, каде што Ripple се обидува својот XRPL Ledger да го приспособи за ваков тип на користење на токенизирање
на реални добра. Ова би било огромен пазар за Ripple, ама зборам огромен. Сега замислите со ваквата победа и со неговата опфатеност во целиот свет, каде што истиот е CBDC платформа, истиот е постојано прашуван да биде консултант за CBDC. Да не заборавиме на најбитниот дел, а тоа е ISO 20022, каде што Ripple и Stellar се двата основоположници во регулирање на целиот овој нов сектор за ISO 20022, што може да погледнете, само запишете го ова ISO 20022 на нашиот канал, ќе најдете сите видеа, каде што овој нов банкарски стандард, кој што треба веќе е започнат, а треба да го превземе SWIFT до ноември 2025 година, Ripple и Stellar се два од најбитните играчи кои што се таму за регулирање и за одобрување на следни коини и токени да бидат практично дел од овој стандард, односно со тоа да добијат тикер, односно со тоа да бидат тргувани на меѓународни берзи. Сега, затоа и ви кажувам, значи гледате во колку големи сфери моментално Ripple се обидува да влезе. На страна од тоа што истиот главната цел му е меѓунационални, односно меѓугранични трансакции помеѓу институции и банки, значи тоа му е главната цел која што ја прави, која што веќе го користат многу вакви институции, се обидува да влезе во огромни сфери каде што очигледно моментално Ripple се повеќе и повеќе добива сила тоа да го направи. Сега, уште еднаш ќе напоменам, иако ова е многу голем пазар, јас верувам дека ISO 20022 нуди уште поголема сила на Ripple во следниот период. Затоа што ако погледнеме оваа шема овде, можеме да видиме дека ISO 20022 ќе биде целосно имплементиран стандард до ноември 2025 година, кога SWIFT престанува да постои. Ripple е дел од ISO 20022 уште од првите денови на негово развивање уште во 2018 година. Со тоа што во 2018 година, кога почнало официјално сето ова да се реализира, Ripple станува дел од овој стандард. Сега моментално Ripple и Stellar се практично двата, Ripple и Stellar се двата основоположници и моментално тоа се коини кои што проекти кои што ќе одлучуваат и за регулативата на ISO 20022 и за оние токени кои што треба допрва да бидат compliant, односно да ги исполнат стандардите на ISO 20022, за да може да бидат меѓународно тргувани. Затоа и кога бев на последното, да речем, гостување во Crypto Hub Малта, кога дојдоа представници кои што разговараа за Мика, а тоа е нели правниот закон кој што ќе биде за цела Европска унија, значи јас ги прашав како е тоа поврзано со ISO 20022 и дали има некаква корелација, дали ако си compliant со едното си автоматски и нели compliant со другото, они не знаеа ни што е ISO 20022. Ама беа фокусирани на Мика и дека одреден проект може да биде тргуван из цела Европа. Но тргуван из цела Европа каде? На централизирани и децентрализирани менувачици. Ако го исполнувате ISO 20022, вие не само на менувачици, вие може да бидете тргуван на Њујоршката берза, на Nasdaq, може да бидете тргуван на било која берза во светот, без разлика дали е јапонската, шангајската или која и да е. Сега замислете која е разликата кога сте тргуван на берза, како и останатите да речем големи харти од вредност, и кога се тргува на некоја локална менувачица, не знам, поименам, Crypto.com. Која е поголема и каде повеќе ќе соберете, да речем, капитал од институционални и државни играчи? Нормално, во ISO 20022. Затоа и кажувам дека неговата позиција во ISO 20022 допрва ќе вроди плод. А тоа до ноември 2025 година ќе биде зациментирано. Не постои веќе SWIFT. Сега нормално, нели, како и секогаш, имаме кречатори, значи имаме оние што мрчат у позадина. Прост пример, значи вика ако XRP, вика коин кој што практично нема никаква цел, освен тоа што е вика као средство на поседувачите на нивната компанија да ви прават дамп, наводно као да го продадат на вас. Вика тогаш вика ако тоа не е вика хартија од вредност, вика тогаш што би размислиле за остатокот од нели криптопазар. Значи гледате вака сега. Дали ова изгледа на дамп? Ако може некој да ме, дали ова дамп? Значи овој коментар наспроти ова што моментално го гледаме, значи ние не добивме памп и дамп. Ја верувам дека Бред Гарлингхаус можеше вчера да продае и нели денеска да биде уште побогат, но дали ова памп, дали ова дамп? Нормално секогаш ќе имаме вакви фатки, како и да е, вие гледате, фокусирајте се на профитот. Истата ситуација и овдека, значи наводно сега
вика добиле као некоја делумна победа, ама тоа не е крајот, сега наводно као а што ќе прават со тоа што продале многу коини и токени на институционални као демек играчи. Значи вака се разбере уште еднаш. Тоа помеѓу нив како ќе си го решат, тоа нас не интересира. Ако треба Ripple да плати казна, тоа е проблем на Ripple, тоа не е наш проблем. XRP, иако е главно средство на Ripple, XRP не е Ripple. XRP е токен кој сам за себе си. Ripple е само оној кој што се уште го регулира, пред да речем поголемиот дел од токените да биде превземен од останати големи играчи. Што значи дека дали они ќе си платат казна или не, понатаму не интересира, се враќаме на овој момент. Што било помеѓу институционалните играчи и самата Ripple компанија нас не интересира. Нас не е битно дека XRP токенот може да биде тргуван од страна на физички и правни лица. Што ќе прават институциите, тоа нас не занима. Сега уште ќе напоменам. Значи секогаш ќе има мрчатори. Они беа мрчаа дека нема да победи, сега кога победи мрчат зашто победил, па не победил целосно, па победил, ама сега другиве не знам што. Значи, ќе напоменам. Единствената негативна работа за останатиот дел од криптопазарот е тоа што само Ripple и Bitcoin моментално во Америка имаат правна јасност. Тоа е позитивно за Ripple, а негативно за останатите коини, затоа што истите допрва треба да се борат да го постигнат тоа што го постигнал Ripple. Уште ќе напоменам она што го кажам на почетокот, уште кога следите мојот канал, дека она што моментално го прави Ripple е позитивно за целиот криптосектор, затоа што неговата победа ќе им даде основа на останатите, она што го кажавме, да се борат против SEC. Значи моментално имаат правна основа која што може да користи за својата одбрана против SEC. Така да ова е и позитивно и негативно исто време. Останува да видиме како ќе се одрази. Како и да е, најбитниот дел од сето ова што моментално го разговараме е дали Ripple моментално само што започна алт сезон. Значи останува да видиме во наредните денови, никогаш не можеме да бидеме сигурни, затоа што може сега некоја будала од SEC да му текне да направи некој тип на фад, можеби небитен, само поради тоа што моментално Ripple тепал. Се разбираме? Останува да видиме. Затоа и кажам, Black Swan евенти никогаш не може да ги земете, да ги знаете пред време. Затоа и се нарекуваат Black Swan евенти. И поради оваа причина, она што го видовме моментално вчера, беше практично корелација на падот на DXY, заедно со растот на S&P 500 и Nasdaq, кои што дополнително влеа доверба во инвеститорите да инвестираат во ризични добра. И тоа доведе и до ова алт сезона, повтор, не може да речеме сезона. Сезона не е еден ден, 24 часа, сезона е кога ќе имаме 3 месеци последователно пумпање на криптопроектите кои што не се Bitcoin и Ethereum, се разбираме. Значи ова е само почеток, сега дали ќе следи останало да име, затоа што уште еднаш ќе напоменам. Тоа е исклучиво прашање на фундаментална анализа и не можеме да знаеме додека не се случи. Затоа и го следиме пазарот постојано. И нормално последната уште една многу битна работа пред да го завршиме ова видео е дека за жал Гери Гангстер треба да се појави на 18 јули, а тоа е за 4 дена од денес, пред посебен тип на ова е практично Subcommittee of Capital Markets, што е уствари представници од Конгресот на Америка, кои што се обрани во овој сабкомитет, каде што Гери Гангстер треба да објаснува за Oversight of the SEC Division of Corporate Finance. Значи ова е буквално овој дел каде што моментално изгубија, каде што треба да разговараат за нивниот надзор над онаа дивизија на корпоративни финансии која што се наоѓа во SEC, а таа дивизија моментално го изгуби Ripple случајот и сега треба да дојдат пред овој комитет и да кажат зошто. Што значи дека има да ги срамнат со земја. А верувам дека Гери Гангстер моментално е негде во некоја дупка пикнат, што би рекол Цацко, Бог да опрости после ружата со Заев, веќе не го сметам за жив. Излези Бранко, излези, ева така мислам дека ќе биде со Гери Гангстер на следно сослушување, верувам дека ќе прати некој од тие дечињата што му се секретари, пошто како ќе излезеш кога си изгубил ваков случај што сега ќе се користи против правниот систем во Америка, со цел сите овие проекти кои се прогласени за хартија од вредност да се бранат од SEC. Значи вие буквално сте дозволиле да се создаде право против вашата институција Комисија хартија од вредност. Тоа е се што имам да кажам за денеска, се надевам дека ви се допадна овој видео, уште ќе напоменам, ова е доста специфично видео, не е за сите. Ако не сакате, уште еднаш ќе напоменам, значи имате други канали, слободно
unsubscribe, повелете, имате един куп канали, гледајте, не, тоа е се што можам да кажам, затоа што има многу луѓе што ми замеруваат за Ripple. Замерувале или не, мојата главната цел на каналот е профит за македонскиот народ. Ако Ripple носи профит за македонскиот народ, јас ќе го давам своето мислење, вие треба да одлучите сами. А што понатаму Ripple ќе прави околу CBDC и сето останато, овдека сме исто така да предупредиме. Сега, ние голтари без денар дома не можеме да се бориме против ваквите светски промени со водење инат. Значи не можеме. Ripple ќе направи профит ако не за вас, за некој друг. Така да останува на вас дали сакате да бидете во профит. А дали тоа ќе се случи или не ќе се случи. Значи караванот си врви, кучињата си лаат. Не е моментот кога можеме нешто да смениме. Можеме само да направиме профит. Така да останува на вас сами да си процените што понатаму. А ако ви се допадна овој материјал и ако мислите дека ово што моментално го гледавте е позитивно, ќе ве замолам нормално да го препорачате на оние кои што сакаат да научат нешто повеќе за криптосветот со цел да бидат информирани пред да се случат вакви случувања. Значи сите оние кои што гледаат нашиот канал пред да дојде оваа пресуда, ќе знаат која е вредноста на Ripple. Сега многу од вас ми поставува прашање дали да купам, нема да одговорам на ниедно прашање. Значи прашање кои што доаѓа до мене од типот дали да купам или што да купам, јас не можам да ви одговорам, затоа што за тоа се оди во затвор. Ако вие се лутите, тоа не е мој проблем, тоа е ваш проблем. Јас сум овде кога да ви дадам инструмент за едукација, а ако вие не знаете како да го искористите и ве мрзи, тоа не е мој проблем. И нормално една кратка, да речем, поддршка од ваша страна на краток план е лайк, шер, subscribe, комент. Значи овдека сме да направиме материјал за вас и сега дека има интерес кај македонскиот народ, ќе постои и каналот CryptoGameG. Ви благодарам како и секогаш и се гледаме во следното видео. Уживајте во овој памп и поздрав од CryptoGameG.